И виничани стана имуни на реинкарнација на старите занаети кои биле основата на многу нови почетоци и решавање на фамилиарни екзистенции. Кој како занает остане напуштен од својот собственик, трагите се бришат. Остануваат алатите како единствени извори низ кои може да се раскаже за најчиската приказна. Пензионерот Диванис Стоилов, сторијата од својата работилница стара повеќе од 4 децении, сака да ја пренесе во етерот со надеж дека алатот и машините за ковење на железото и изработка на клучевите кај некого ќе имаат позитивен фидбек. Занаетот го учел во Солун, па продолжил во Руен и за него тие времиња остануваат неповторливи. Па ја почнав уште 59 година со занаетот сум. 63 година веќе полагаме за мајстори и од 63-та веќе активен сум до ден денеска. Скоро како ги изучува занаето и сум доста задоволен од тоа што сме го научили. Имаше тога дисциплина, имаше поштовање, имаше демократија на некој начин, слобода да се поштуваат старите, а не како сега. И за тоа и послинаваме сите. Фалбата раѓаме и тоа наша генерација сите Руен го подеа. Понатаму и стана голем гигант. Сите тие генерација што бееме тогаш мајстори со сите кои подолар. Во тоа време немаше кадар во Видица, немаше работници кои го познава металскиот занет и мораме од улица и собираме кои сака да бидат добри мајстори, собраваме работници и почнаме со работа, разбереш, обучување едно друго. Беше тешко тогаш, али упак кога се има желба и волја, успева се, напредува се. Тогаш може малку ни требаше теорија, инаку пракса имаше доста. А сега има теорија во школите, пракса нема ништо и кој ќе дојде работник од школото со тие технички училишта, школи, што ја знам, на машината не знае од кај да застане. Значи треба да се спроведе измена некоја да се направи во образованието, да има повише пракса, да се работи, кој ќе дојде кадаро на тоа, како електроничарите што се да речеме, ми се чини дека тие доста имат пракса, имат тоа и затоа иде напред, а дека механиката малку затајува. Искуствата тогаш и денес не можат да се споредуваат, но за пензионерот Стоилов, младите генерации без работа бараат луксузна екзистенција која навидум ја пронајдоа во европските земји. Секој има по едно старо железо дома, трактори, коли, едно друго, се живее многу убаво. Многу убаво, само опрема, треба алати и треба желба и младината, што знам, подобро ќе иде по Италија, тамо ќе бере грозје, ќе по земјоделие, него да се сврта тука и има добра живеачка, добар занет. Ние знаеме да станеме малку да се жртвуваме, разбереш, они сега повеќе на спиење, на луксузи, на одмарање, сите удобства имат и сега се многу подобро живее. Во наше време коли имаше многу малку, сега куќа во нашето мало да рече има по 2 коли. По еден човека 2 коли има сигурно. У градот ќе искочиш, нема кај да се паркираш од коли и плачеме стандардно не е лош. Има сега клучови увезуваат од Кина, од Турција, еден цилиндар ти е 150 денари со 3 клуча ние. Па се што се работи има екзистенција. Сега без работа, без екзистенција никој ништо не би работел. И сите занети има доста добро, мислам, подобро се живее со занети, само некои не сака да го работат. Во Виница старите занаети се уште ги чуваат првите собственици, а кај некои од нив се и солиден извор за опстанок. Но околу нив и по нив нема млади наследници, кои со искуството на возрастните ќе ја продолжат и модернизираат вековната традиција на овие простори.